Дедо Мраз, ова година многу рано почнавте со вашата одисеја. Па гледајќи 25 години, една работа да ја работиш феноменална, за радост и хуманост на најмалите, за нашите најсакани, реши да биде порано, така да може што повеќе дечиња да се израдуваат и се надевам дека народ ќе почне од еден на друг да разбира дека во својот град има нешто феноменално. И секогаш кажувам дека 70-80% од граѓаните на град Кавадовци не знаат дека имаат една ваква убавина во своето градче. Денеска исто бев ете кај што прошетавме во винарска изба Тиквеш, водичот што не водеше девојчето, бе трајка чисто. И кажував зашо како не знае, кога ја прашав колку години има, ми рече дека има 24 години, а јас ового работам веќе 25 и во овие 25 години веќе има деца кои што веќе се и родители и ги носат и своите дечиња во мојот. Со кога е почна твојата одисеја денеска? Многу рано оваа година. Да, својата одисеја ја почнав на еден феноменален добар начин, па благодарение на Дарко Сарговски, да не одам до Прилеп, да вамо намо, организиравме и поканивме дечиња од Прилеп. И огромно чеив и задоволство и направивме преголемо задоволство. Пред се јас сум пресреќен, а мислам дека они летаат во воздухот среќата каде што беа и каде што видува. Одбележувате 25 години хуманост на семејството Вареловски. Така имате тука и напишано во едно срце. Па да, 25 години беше само радост, пред тоа за хуманост силата беше малце, ама сепак давав и за хуманост. Сега од кога почнав да ги наплаќам часињата и така дека би бил пресреќен кога и некој би оставил плюс по некој динар, бидејќи тие што идат сега што го плаќаат често толку кошта и предучен да го купи и да му го даде на своето дете, а кога ќе дојде за ова убавина за тие исти пари, ако не повеќе, барем 10 денари кога некој би оставил, ја мислам дека ќе сегаш го кажувам тоа, дека цел град ќе го украсам и ќе го направам феноменален, не за нас, него за нашите деца, врз која основа ние сме пресреќни. Колку време го редеш ова и до кога ќе биде отворен? Па ова е почнато од 1 ноември. И мислам дека ова е јубилејна 25-та година и на еден начин дека е малце поубаво. Тука е секоја година убаво. Не дали малце, него сепак ето јас така се чувствувам дека се трудев и кон тоа сето тоа помагаат, нели, комплет цела моја фамилија. Благодарение на Нината поддршка, иначе нема шанси. Ова се огромни трошкови кои што ги сносиме, а правиме задоволство не само за нашиот град, него за цела Македонија па и пошире. Од каде се доаѓаат деца и кога може да дојдат да го посетат? Ова царство на Дедо Мраз во Кавадовци. Па деца доаѓаат веќе од цела Македонија и кажа дека на времето работев нон-стоп секој ден, без пари ги даваш чесињата, за водврат немаше ништо и така да, кога би го работел како бизнис, би го отвил уште се бајле, али јас не го работам за бизнис, не го работам не јас и мојата фамилија од срце и душа, и така да секој ден од утре натаму ќе може да било кој сака да го посети од 18 до 20 часот. Рековте дека една ќе се наплаќа 150 денари, но тие пари повторно завршуваат во хуманитарни цели потоа. Па и тоа не знам колку го гледаат луѓето, значи ете има и новини и сите јас кажа дека сум пресреќен. Ако не повеќе нашите локални новинари сите презентираат, али после изгледа дека тешко се пратат добрите работи. Претедно ги пратиме оние негативните работи. Така да сите тие пари лани подарив на 3 семејства. Огромен, не мора да ги кажувам парите, кај како да кажеш, секој ќе те свата од грешка, е така, али сепак парите и оваа година се надевам дека ќе помогне на некој. Значи лани ако не повеќе, ама повеќе од мојот дел го дадов и пак за хуманост. Желбата, пораката на Дедо Мраз за 2023 година е? Па, да имаме малце срце и душа и кога гледаме вакви добри работи, барем да ги помагаме сите и колку можеме тоа. Ова се работи само за нас. Сите имаме ние. Нема кој што нема, да ќе кажувам, ретки се луѓето кои што немаат, не дека нема. Има и такви, нели кажувам, помагам и на тие што. Али барем овие кои што имаат, ако немаат време како јас што имам време и мојата фамилија, а ова е сепак огромна обврска, огромен труд. Па да не кажувам за одговорноста. Кога ќе погледнете, јас сегаш го кажувам тоа, да никаде не се гледа ни кабел, никаде не се гледа ништо, значи, кој дете да дојде во овој двор, нема опасност од баш ништо, значи, така е се средено, се направено, значи, кажав, не се битни парите,
мислам, одговорноста е огромна. Колку народот македонски е хуман, колку се бизнис секторот, политичарите, државата? Па, ретко, не ретко, мислам, штета што кажав, ретко, воопште ништо. Сегаш кажувам, може ќе одиме и како председател и како било кој во некоја винарска визба, кога се работи за деца, никој не го знае ова. Не знам дали гледаат сите телевизија или само пратат некој личен интерес или е така. И сега сум се наврачал на тоа. Луѓето ше порно ми вика, отвори, направи го тоа како нешто нели го вие што ги прават невладини или како шо. Јас реков ќе го направам, а тоа ќе стане бизнис. Јас не сакам да печелам. Ако некој сака, ако јас печелев до сега, ќе има авиони и аеродроми. Значи најголемата печелба е денеска врз децата, со децата. А јас ето тоа сакам. А јас сум сепак најбогатиот човек, а не парично негова душа. Ја за крај само уште една желбата на домра, сите имаат желби, доаѓаат со желби. Вашата желба во иднина која е? Па желбата е да бидат среќни и весели дечињата пред се. Родителите, кои каде и да одат, кога ќе видат нешто убаво и кога се работи за нивните деца, треба да ценат и да поштуваат. Бидејќи ние сами за себе знаеме некаде да седниме и да се напиеме 100, 200, 300, 500 па 1000 денари, а кога ќе дојде до детето немаме пари 100 денари. Не е да немаме. И едно ќе кажам за град Кавадар. Кавадар си, сегаш го кажам тоа е. Па може да речем дека е најбогатиот град во светот. Бидејќи дури и мачките и кучињата се вработени и имаат.